Беше вест на денот кога на 9 октомври јавното обвинителство го приведе битолскиот бизнисмен и почесен конзул на Белорусија во земјава Борче Марковски. Борче Марковски со години важи за највлијателен бизнисмен во Битола и регионот. Неговата компанија, основана во 2002 година, само лани остварила приходи од над 45 милиони евра. Марковски и 7 други лица беа осомничени за кривични дела поврзани со јавна набавка за дислокација на погонски станици од ТЕЦ Осломеј во Рек Битола. Иако опремата воопшто не се планирала за во Битола, бил спроведен тендер, потпишан договор во висина од околу 1,7 милиони евра, а Марковски компани како добитник ги демонтирал машините од Кичево, ги донел во Битола и ги оставил немонтирани во кругот на Рек Битола. Случајот остана прва вест и следните денови, откако Битолскиот суд одби да го смести Марковски во затворски и одреди куќен притвор. Почитувани, срамна одлука на судот. Дали поради притисокот од политиката, дали поради аргументите во жалбата на обвинителството, Борче Марковски на крај доби мерка затворски притвор. Веднаш после Нова година стигна и обвинението. И тогаш Битолскиот суд донесе одлука да го пушти од притвор во замена за мерки за предпазливост и гаранција од 5 милиони евра. Додека почесниот белоруски конзул Борче Марковски веќе е на слобода, Битолскиот суд се пофали дека му земал гаранција 3 пати повисока од онаа за што се товар. Овој пат ниту обвинителството, ниту некој друг успеа да го поколеба судот. Борче Марковски на слобода го дочека прифаќањето на обвинението против него. На слобода го дочека и стартот на судскиот процес кој се одвива во основниот суд во Струга. Првото рочиште требаше да се одржи вчера. Причина за одложувањето е тоа што еден од обвинетите има ангажирано нов бранител поради повреда на претходно ангажираниот бранител, односно фрактура на екстремитет. Следното рочиште е закажано за во септември. На Марковски, рековме, му се суди во Струга. Но неговиот случај предизвика бранување и овде, во Скопје, во судскиот совет. Кој слушна, кој не слушна, но судската влада направи извештај во кој се фрла сомнеж дека се местел советот во Битолскиот суд, кој што на крај го пушти Марковскиот притвор. Поголемата вест тука е што и покрај таквиот заклучок се си продолжува по старо. Контролата во Битолскиот суд ја правеа 3 членки на судскиот совет: Павлина Црвенковска, Данка Ристова и Сузана Јошевска-Анастасовска. Ги анализирале сите предлози за мерки за осомничените во предметот во кој осомничени Борче Марковски. Само за него, кога требало да се одлучува по жалба за укинување на притворот, се случила следната околност. Судијата која била известител и председател на Кривичниот совет го составила советот дури на 16.1.2026 година, односно 23 дена откако предметот е бил даден во работа, иако предметот е итан, со оглед на тоа дека се бара укинување на мерката притвор. Зошто советот не бил составен порано? Една судијка била иземена бидејќи постапувала во претходна постапка. Но малце за работната група беше интересен фактот дека таа сепак постапувала во овој ист предмет за друго барање на 12.1, па чудно е како можела да постапува во КС на 12.1, а на 16.1 не можела да постапува. Друг судија пак бил исклучен од АКМИ системот на 5 јануари бидејќи побарал одмор. Иако барал одморот да му почне една недела подоцна. Па не е јасно зошто е исклучен од АКМИСот на 5, кога за 8 и 9 кои биле работни денови, бил на работа и можел да биде дел од советот. Така, советот бил комплетиран со еден граѓански судија, а последниот член била председателката на судот која на денот на одлуката се вратила од одмор. Постои оправдан простор за загриженост дека одредени действија на судии во Основниот суд Битола можеби се извршени на начин што би укажал на нестручно и несовесно постапување и ваквите околности потенцијално може да го загрозат начелото на правично судење како и јавната доверба во судскиот систем. Ниту еден член на судскиот совет не гласаше против ваквиот заклучок. Констатирам дека извештајот е усвоен. Од оваа седница на судскиот совет поминаа 3 месеци. Па, поред, се обративме кај сите институции инволвирани во предметот. Прво, во судскиот совет прашавме дали се поведени постапки, во која фаза се, ако се поведени. Ако нема постапки, дали и како ќе се санкционира постапувањето на судот.
Ова е целосниот одговор. Постапките за утврдување на одговорност се од доверлив карактер, се водат без присуство на јавноста заради почитување на угледот и достоинството на судијата, председателот на судот. Се обративме до јавното обвинителство имајќи во предвид дека реферирањето за извештајот беше јавно и пренесено во дел од медиумите. Таму прашавме дали имаат преземено формални чекори во врска со постапувањето на Битолскиот суд и ако да, какви? Заради доверливост на постапката, јавното обвинителство не е во можност да открива дали истражува одреден случај или лице, додека не потврди основаност на сомнение дека е сторено кривично дело. Сите информации кои упатуваат на елементи на кривично дело се предмет на постапување на јавните обвинителства. Извештајот на судскиот совет до овој момент не е доставен до обвинителството. Став за извештајот на судскиот совет и наодите во него побаравме од повиканиот, основниот суд во Битола. Ова е интегралниот одговор од таму. Извештајот на работната група на судскиот совет не е доставен до основниот суд Битола, поради што не можеме да се произнесеме по однос на истиот. Во секој случај, советот од член 25 став 5 од Законот за кривичната постапка постапуваше стручно и совесно, а согласно Уставот, законите и меѓународните ратификувани договори. Доколку се чита меѓу редови, некои од одговорите на институциите како да сугерираат дека за случајот се постапува. До каде ќе се стигне и ќе одговара ли некој? Не може да се прочита ниту меѓу редовите.